На Филипини неодамна училиштата биле затворени, оти на учениците и наставниците им било наредено да останат дома во услови на температури близу до 40 Целзиусови степени. Бидејќи многу делови од светот се соочуваат со екстремни временски услови, новото истражување предупредува дека глобалните последици од климатските промени ќе изнесуваат 38 трилиони долари годишно до 2050 година. Тоа значи намалување на просечниот приход во светот за околу 19%. Тие загуби нема да може да се променат, вели коавторот на извештајот Максимилијан Коц. What we find is that over the next 25 to 30 years, Оно што го откривме е дека во текот на наредните 25 до 30 години влијанието врз економијата се конзистентни во различни сценарија за емисии, без оглед на тоа дали влегуваме во свет со високи или ниски емисии. Климатските промени, а особено повисоките температури, влијаат на продуктивноста на работниците, вели Коц. and that's going to then be manifest across the numerous different И тоа потоа ќе се манифестира во многу различни индустрии, како во производствените сектори, а потоа знаеме и дека влијанието врз земјоделската продуктивност се многу силни, особено од високите температури. Истражувањето ги разгледува климатските и економските податоци од изминатите 40 години во повеќето од 1600 региони ширум светот и ги искористи за проценка на идните влијанија. Оние кои се најмалку одговорни за глобалните емисии, веројатно ќе бидат најтешко погодени. regions in the global south. Регионите на глобалниот југ се оние кои се најранливи и кои ќе бидат највисоко погодени од идните климатски промени, а едноставната причина за тоа е што овие региони се веќе потопли. Извештајот заклучува дека регулирањето на климатските промени би било многу поевтино отколку справувањето со економската штета. Се вели дека трошоците за намалување на емисиите на стакленички гасови ќе бидат само 1/6 од последиците од климатските промени од 38 трилиони долари до 2050 година.